Во прво време, основната функција на облекувањето било да го заштити телото од надворешни влијанија, како и од временските прилики. Но со тек на времето облекувањето добива други функции. За развојот на модата ќе говориме во оваа приказна. Од 15 до 22 август во Куршумлијан беше поставена изложбата на фотографии Етерна нова, посветена на облековната култура на сите етнички заедници кои живеат во Македонија. Изложбата презентира нов начин на промовирање и представување на облековната култура од крајот на 19-тиот и почетокот на 20-тиот век, конципирајќи ја како мода наместо како традиција. Преку представување на овие традиционални народни носи, како насловни страници на модни списанија, да го поместиме фокусот на тоа како се поиме и како се согледува целата облековна култура, односно кои се тие термини кои пенетрираат во дискурсот за кои се разговара за традиционална култура и општо зашто се нарекуваат носи, зашто се замислени како традиционална облека и така натаму. Меѓутоа никаде не се поимаат како мода или никаде не се доживуваат како нешто што е само одреден изблик на одредена култура, на одредена заедница и односно нивните естетски влијанија према тоа тие што го создавале како нивна собствена облека. Работев со тим на етнолози, етнокоролози и колекционери на народни носи. Морам да го споменам Костадин Балкански, кој е еден од најголемите колекционери на македонски народни носи, потоа Дамјан Ристовски, кој исто така е колекционер, и сам ги знам нив од претходно, и се мои колеги, пријатели, влюбеници во оваа тематика и колекционери на народни носи, така да поголемиот дел од носиите се нивни. Интересно е се напомене дека истовремено додека да речеме Коко Шанел ги шиела и ги правела своите први шапки во Македонија, луѓето уште ги носеле оваа да речеме народна носи, уште везеле своите самите невести или самите кажувам невести бидејќи таа е едно од да речеме најбогатите, највезените носи, сами ги подготвувале своите облики. И е многу интересно да се додаде дека баш во селските средини, доколку да речеме сте лајки, доколку немате некакво, основно познавање на како изгледала облековната култура во Македонија, тие костими кои се развиле во селските средини се далеку поинтрикантни, далеку покомплексни, па да речеме и поубави од оние кои се развивале во градовите. Во Македонија имало различни типови носии. Во принцип, кога зборуваме за носиите, ги делиме на тоа како изгледа на носија, ги делиме по етнички предели. Например, во околината на Скопје, да речеме, имате 5 или 6 различни носии, односно различна е носијата во селата во Скопска Црна Гора, различна е носијата во Скопска Блатија или делот околу градот Скопје, односно Скопски Дервен, конкретно селото Кучково има некоја поинтересна носија, односно македонците муслимани кои живеат од другата страна на водно имаат друг тип на носија, така да во околината на еден град можете да налетате на неколку различни видови на носи, во зависност само дали живее македонско, ромско, турско, албанско население, кои имаат апсолутно или различна носија, и тоа се заснова на некакви влијанија, односно да речеме носиите на македонците муслимани, носиите на ромите, носиите на албанците, кај нив се гледа некакво ориентално влијание, додека да речеме носиите на југот, односно во околу градовите Прилеп и Битола имаат некоја пак назначено византиско влијание, тоа кај луѓето кои се занимаваат со оваа тематика, особено тие што знаат да ги читаат тие народни везови и самите символи кои се наоѓаат на носиите. Точно се знаело каква носија носи млада девојка, точно се знаело каква носија носи девојка која е пред мажење, која е невеста, која е, не знам, жена со деца, која е свекрва и така натаму, односно според своите социјални улоги носели различни носи. Изложбата нагласува дека традиционални вештини треба да се ценат не само поради нивната историска вредност, туку како трајни изрази на културниот идентитет и креативноста на луѓето од едно минато време.